Брзо возење со мотори, автомобили и чести сообраќајни несреќи. Ваква е речиси секојдневната слика на улица Джемал Биедик во штипската населба Дузлак. Револтирани и особено загрижени се граѓаните како за себе, така и за своите мали деца, кои речиси секојдневно другаруваат на оваа улица. Пред камерите на Имнет телевизија велат дека мора да се преземат мерки со што ќе се зголеми нивната безбедност, велат тие. Многу брзо возат, особено со овие моторите. Многу брзо возат. Опасно за децата, особено со овие моторите што возат, тоа е опасна работа. И како не е опасна, најопасна е оваа улица. Со дечиња, нек не удари едно дете со мотор, немаше прегледност, нема ништо. Како не е опасна? Е опасна. Највеќето за децата е опасна. Оној за нас возрастните, ама за децата е најопасна. Па не, да ти ви кажам, многу брзо се вози на ва, а таму таа прегледност нема од тај зидо што го изједа и нема никаква прегледност. Се пред некој ден имаше собрекајка, тука дете се ударил во еден джип. Среќа што лесно помина, нели? И затоа тај зид е многу ризичен. Проблемот со кој се соочуваат секојдневно е тежок, велат граѓаните, и решение гледаат доколку се постави квалитетен така наречен лежечки полицаец, со што ќе се намали брзото возење, а ќе се зголеми нивната безбедност. Неверојатно брзо возе, тоа е број 1. Број 2, најголема опасност е овај зид нема никаква прегледност. Брзо возење само тука треба да се стави најмалку еден лежички полицаец. За мене бар, не са соодветни овие. Треба да е прав лежички полицаец. Овие искрен да бидам и ја ги минам малку без внимание, не ги чувствувам. Кој ќе е прав полицаец, се сега што стави ја надоле, тоа да. Подигнати пола метро, па одсечен, тука сакал, не сакал, ке намали, само тоа е решение. И плюс оваа нема никаква. Согласно со ситуацијата, општина Штип во разгледаниот случај истакна дека на самото место веќе има поставен лежечки полицаец и согласно со Законот за безбедност, лежечки полицаец се поставува само во близина на училиште, детска градинка или спортско игралиште. Велат дека дополнително тие не можат да интервенираат, но децидни се дека граѓаните треба да работат повеќе на сообраќајната култура, бидејќи ова не е единствената улица на која се посочува овој проблем. И од СВР Штип вела дека на улицата се интервенира за поголема безбедност. Апелираат учесниците во сообраќајот да бидат внимателни и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со цел заеднички да се придонесе за побезбедни патишта.